Беше тоа на 21. август 1897, кога англискиот лекар Роналд Рос го откри видот на комарец пренесувач на маларијата, што беше пресудно за сузбивање на болеста која предизвикуваше смрт на милиони луѓе. Тој е еден од првите нобеловци за медицина, добитник на Нобеловата награда во 1902 година. Беше тоа на 21. август 1901, кога 18 комити предводени од Јане Сандански и Христо Чернопеев ги киднапираат американската протестантска мисионерка Елен Стоун и незината придружничка Катерина Стефанова Цилка. Револуционерите, кои медиумите ги сметаа за бандити, бараа откуп од 25.000 турски лири или околу 110.000 американски долари. На крајот ќе се задоволат со 15.000 лири, односно со 68.000 долари. Во следните, речиси 6 месеци, американските медиуми секојдневно го следат развојот на настаните. На 2 февруари 1902 година, Стоун, Цилка и незиното двомесечно бебе Елена, која е родена во заробеништво, ќе бидат ослободени во близина на Струмица. На 21. август 1903 година турските власти откриле план за создавање нов востанички реон во Скопската област, со цел да се попречи турскиот гарнизон да замине на помош на турските трупи во Битола. Беше тоа на 21. август 2001 година, кога една недела пред манастирската слава Голема Богородица во селото Лешок, Тетовско, беше минирано православното светилиште манастирот Свети Атанасий во Лешок. Беше тоа на 21. август 2015 година, кога големиот бран на бегалци и мигранти на јужната граница на Македонија ги принуди властите да прогласат кризна состојба на граничниот илегален премин кај Гевгелија и Куманово. На терен излегоа силите на полицијата и армијата, кои воспоставуваа ред и пропуштаа селективно контролирана количина луѓе која требаше да стигне до Србија, односно кон север, кон некои од европските држави. Истиот ден илјадници имигранти, бегалци, насилно сакаа да го пробијат кордонот и другата гранична заштита на границата со Грција кај Гевгелија. При ова дојде и до судир помеѓу македонските гранични служби и сириските и други мигранти, имаше и повредени од двете страни. На 21. август 1923 година во селото Сингелич, Скопско, е родена Оливера Вера Јоцич, партизанка, македонски и југословенски првоборец и воено лице одликувано со орден на народен херој. Загина кај селото Саса Делчевско на 22. мај 1944. На 21. август 1943 е роден Стеван Ацевски Стевче, македонски филмски работник. Студирал на Академијата за театар, филм, радио и телевизија во Белград во класата за организација. Од 1965 работел за продукцијата на Вардар филм. Во 80-тите години работел и за Авала филм Белград, како продукцијски менаџер во копродукциите со италијански и американски партнери. Истовремено соработувал и со играната драмска програма на телевизија Скопје, каде што е директор на филм на драмата Табакерата. По самостојувањето на Македонија, Ацевски повторно работи во Вардар филм извесен период, 1998-99 година, ја извршува функцијата ВД директор. На 21. август 1973 година е роден Сергеј Брин, руски и американски информатичар, предприемач, најдобро познат како соосновач заедно со Лери Пејдж на Google, најголемата интернет компанија на светот. Брин имигрирал во Соединетите Американски држави од Советскиот сојуз на 6 годишна возраст.
Дипломирал на универзитетот во Мериленд, следејќи ги стапките на неговиот татко и дедо, студирал математика и компјутерски науки. Списанието економист го смета за просветлен човек и некој кој верува дека знаењето е секогаш подобро од незнаењето. Филозофија која е мото на Google и која овозможува сите светски информации да бидат универзално достапни и корисни.